Со оглед на тоа што во моментов е плюс 40 степени во државава, мислам дека јас и Стефан Лазаров ќе ви направиме добра емисија, затоа што денеска тој е гостин во студиото на Репортер. Стефан, добре дојде. Добар ви ден, добро ве најдов, многу ми е мило што конечно сум и кај вас. И мене ми е драго што си гостин во студиото. Прво ќе те прашам сега, пошто ова не е подкаст, туку е емисија, како е сега да си од оваа страна? Па добро е, не сум навикнат од оваа страна да бидам. Ретко давам интервјуа, бидејќи за жал и многу малку емисии имаме, меѓутоа оваа вашата е една од најдобрите во држава и многу гледани, ми е мило што сум тука и се надевам ќе имам простор да кажам многу работи денес. Ти благодарам на убавите зборови, ај ќе фатиме со ред. Минатата недела, една недела више како направи? Една недела како направи свадба, прво да ти честитам. Фала. Тазе младоженец, да ти го честитам и роденденот. Денес откри дека полниш 26 години. Види ми звони Марту моментов, значи. Јави се, кажи кај се да не Женова емисија сум може ли да истерам еднаш? Фала. Поздрав. Супер е да ти кажам искрено, 10 дена поминаа, мислам многу бо ми стои бурмата, мене ми се свиѓа. Да, те приметив дека носиш бурма, не знам колку често мажите носат сега. Не знам, мене ми бурма со сила ја носиш или сакаш да ја носиш? Не, па зашто? Бурмата значи дека нешто се вековечило, значи дека сме поминале пат, не знам, мене бурмата, знаеш како човек кога има лузна, па ја се имам бурма. Така е добра. Така да види, сите ми викаат дека кад тат ќе дојде моментот да сакам да ја трнам, маживе, меѓутоа не знам, јас ми се свиѓа вака тоа. Чекаш ти боле прстов ќе го исечам со се бурма. Не знам, Марта ми вика нема ти текнало. Така, отиде прстот. Мене ми се свиѓа убаво. Јас ти посакувам да ја носиш до крај на животот бурмата и да останеш со Марта, и тоа се ми беше всушност првото прашање. Колку, ајде 10 дена си релативно тазе во брак, ама колку те фаќа паника од една страна? Затоа што почнуваш брачен живот, со оглед на тоа што стапката на разводи е све поголема изминативе години. Ти викали другари, чекаме младци, уште може треба. Стапката на разводи е голема заради тоа што младиве веќе мислат дека се врти околу парите и изгубена е емоцијата, емпатијата, почита меѓу нас, некои вредности се изместени, веќе жените сакаат да бидат мажи, мажите сакаат да бидат жени, не се знае која дека пие, меѓутоа јас и Марта сме 7 години заедно, ние точно знаеме кои сме и што сме, многу се сакаме, се почитуваме. Јас сум 100% сигурен дека никогаш нема да се разведеме, затоа што пред се сакаме и знаеме до каде сме и каде ни е местото и едноставно најбитно е дека се почитуваме. Добро, рече, сега живееме во време кога жените сакаат да бидат мажи, мажите жени, ти си од кој тип на мажи, што сакаат жената да биде маж или си ние традиционални мажи со оглед на тоа што правиш и традиционално македонска свадба? Апсолутно си ги почитам традиционалните вредности. Види, јас не сум од тој тип да кажам дека нешто е погрешно, нека се биде секој кој што сака, меѓутоа мене секогаш ме иритирало кога некој нешто ти наметнува. Јас си ги сакам традиционалните вредности, македонски обичаи, направивме и свадба таква. Знаеш, го доживеав тоа с многу млади луѓе кои што сега не гледаат, верувам дека ја гледале свадбата и еден совет ќе им кажам дека нема ништо поубаво од тоа да сме македонци, да си го почитуваме македонското и да го споделуваме од колено на колено. На крајот денот тоа станува и на нас младите. И мене искрено ме заинтригира тоа што се реши да правиш традиционална македонска свадба со се бајраци, со се музики, со се зурли, со се тапани. Не случајно те прашав и оној пат од кој крај потекнуваш? Дали можеби фамилијата ти ја наметнала традицијата или ете ти сакаш? Види, растејки, јас сум малку па да кажеме либерално, модерно, растен, европски, меѓутоа како што се повеќе созревам, многу повеќе ми се свиѓаат тие македонски традиционални обичаи. Татко ми од Дојран, мајка ми, незината мајка тоест од село Љубојно, Ресенско, јас сум си од Скопје и мајка ми роден. Меѓутоа што знам јас, дали не знам, годиниве некако се повеќе се подзаборава што значи Македонија и тоа што сме македонци, па само по себе и јас играв фудбал и за репрезентација, ја пеев химната. И така некако се ми се поклапа да си го сакам своето и утре кога ќе имам деца, да ги седнам, да им покажам што направил татко им, да си ја сакаат својата држава и како што кажав, како што татко ми ме носил на времето Вардар да го гледам и да го сакам клубот и својата држава, така и јас ќе сакам да го пренесам тоа на своите деца и не гледам ништо лошо во тоа. Добро, сега ќе го фатам од цена умабетот, ги спомна децата, колку кај тебе се буди татковското чувство и се гледаш ли себе си во нив? Апсолутно, само што рано е. Сакам да се реализирам. Јас сум кариерист, Марта тоа го знае. Можеби некој ќе замери, ќе каже дека не треба да се чека за деца, дека не се пречка, меѓутоа јас верувам дека кога ќе дојде детето малку потешко е све друго да правиш. Така да сигурно ше 2-3 години, меѓутоа едве чекам. Сакам 2 деца,
Машко и женско. Женско, Али машко обавезно. Ајде, може побрзо ќе Дај, биде, може да сме чекаш здрави и 2-3 живи. години да сме здрави и Здрави живи, и го живи. викаш, ја тргнавте свадбата некаде од 10 часот. Така? 10 часот. Ја тргнав од 8 са вајде, Добро, само како издржавте цел ден? До вечерта, до... Нема како, тоа е еуфорија, ние да Те болеа нозе да ги соблечеш Какви нозе? кондурите, невестава како изгледа. Ние можевме да тераме уште цел ден. Никогаш во животот немам почувствувано толку многу луѓе да се тука Так. и сите да се срекни за нас. И знаеш кога таква енергија има околу тебе, како може да се измори човек? Се буткавте на врата, за колку пари ја зема невестата или не се прашуват? Па види, Ајде фрливме. Фрливте, а? 300-400 евро отидоа на вратата. Добре. Едно време ги гледам луѓе, ќе гледам за музика. Да. Се шалам, не е убаво нели цифри да се споминја. Се зафркавам, така е. Меѓутоа, да, беа многу сериозни на вратата од незината страна. Значи, Братучеди, така, За кои беа другари. све? Братучеди, цела фамилија? Чичко и братуче, другари. Значи, јака конкуренција. Види, тие се тие обичаи. Како се Так. тоа да не го испочитуваме? Так, Баш так, убав так. момент, ќе се сеќаваме. Неколку дена пред свадба Марта крена температура, беше тука нели Да. во ке нас во студио и баш рече леле крена Марта температура, добро бе, фати ли паника дека тоа може да е лош презнак или евентуално да не дај Боже заврши у болница или слично затоа што никогаш не можеш да знаеш Марта што може. никогаш не ја фаќа температура. Јас се Треман. чудев и тоа беше, ама среќа беше вторник, сабота беше свадбата, така да имаше доволно време. Среќа имаме другарка која што си работи во болница, си дојде со инфузија, ја дигнавме крена. на нозе. Следниот ден беше здрава, жива, така да се беше Супер, кој окей. све беше на свадбата? Каква беше свадбата? Како помине вечерта? Имаш ли познати личности? Па имаше. Многу и не дојде оправдано, сепак Така. беше сабота, нели 8 јули, екна сезона музичари, ја многу пријатели од естрадата. Пример Next Time, веќе ги спомнам, имаа концерт, менаџерот на Лозано Васко ќе го спомнам, имаше настап Лозано, беше со него, меѓутоа тука беше Сладкар, беа Двабона, беа Хелена Роза, беа Зоки, Тоше Зафиров, еден куп други, сега да не заборавам. Направите ли фешта, пеевте ли се, Како фатили ти не? за микрофон? Како? Што све Јас се за случуваше? микрофон не. Еј. Јас за микрофон не, меѓутоа имав убав говор. Јас многу ми е кеф што Сладкар ја испеа да полетам, ќе се сеќаваме на тој момент цел живот. Многу ми спочитува човекот со кој што израставме сите од нашата генерација, мене ми бил идол и се уште ми е. Дојде време да ми испее песна на свадба. Дај Боже утре ден син која ќе имам да ми дојде и на Мекици да го продолжиме нашето пријателство и многу сум среќен за тоа затоа што Сладкар е најголемиот човек што го имам запознаено. Мислам на човечка особина секако и Желе кој што е негов менаџер, заедно партнер и мој и луѓето кои што беа со мене многу кога се случи тоа со лата си, затоа и говорот беше таков да им се заблагодарам повторно сега јавно. Луѓето едноставно дадоа се за мене и јас сум тука за нив цел мој живот. Морам да го спомнам и ова, баш и пред твојата свадба се случи цело на хумана мисија и подвиг што го направи со детето Кико кој што за жал почина. Да. Колку те погоди целата таа ситуација? Како не? Види, стварно многу ми е жал затоа што тоа дете го засакав како брат, како фамилија. Јас со татко му Горан, со мајка му Катерина и Никица, сестра му станавме како фамилија буквално. Знаеш, јас се вложив толку многу, за ништо се немам вложено толку во животот, толку верував дека ќе се избори, ќе отиде во Турција, ќе ја направи таа операција, ќе се врати, си го замислував тој момент среќен. Таква била судбината, нека почива во мир. Јас кажувам многу пати, сега знаеш, тешко е да не биде тажен човек, ама треба да се сеќаваме на Кико како борец. Мене Кико ме научи да си го сакам животот, да се сакам себе си, да верувам во тоа што сум. И затоа велам, треба малку повеќе емпатија да имаме ние луѓето, затоа што ете пред 3 месеци бев не знам, дежурен кривец, ме правеа за све да сум најлош човек, а сега сум најхуманиот, најдобриот. Јас ова не го направив за луѓето да ме сакаат. Јас ова го направив за Кико да преживее. Мојата мисија е неуспешна во овој случај. Утре ќе има друго дете, јас ќе помагам до крај на животот. Колку ти беше тешко кога одеше кај нив дома, во болница, целата таа ситуација со родителите, да ги гледаш во очи родители кои што се соочуваат со болка на собственото дете. Како ти успеа, сепак си млад човек, нели, како успеа ти да се поставиш на ситуацијата и некако да го... Јас имаше еден ден, тоа беше предпоследниот ден, каде што имаше еден ден, најпред да кажам, се собра и парите тој ден, Кико стана како да оздраве дента, не знам. Меѓутоа тоа биле знаци на смрт. Се се поклопи, се беше среќно, се беше весело и дојде 17:30 беше ми саува татко му плаче на телефон. Леле, викам господе, немогуче. Одам таму следниот ден сабајлето, беше веќе интензивна. Кога ќе го видев и ќе ме видеше, нешто чудно се случуваше. Детето како да оздравуваше у самата секунда, толку ме сакаше, толку ме ценеше, само ќе му ја допре враката. Не знам како да ви го опишам тоа чувство, сежам моментов.
Одам следниот ден, интензивна беше Кико, ми викам на татко му, дајте на докторија, кажете им да влезам, може би нешто ќе се смени. Ајде, окей, одиме. И се врти моментов да збораме. Влагаме у болницава, ја викаме докторкава, влезе во собата. Прв пат уживо да видам доктор растревожен да се тресе. Прв пат. Сваќаш дека тоа е тоа. Тогаш ни ја соопшти таа вест. Беше многу тешко у тој момент, знаеш, безпомошно. Не знам како да го опишам тоа, стварно, знаеш. Не посакам на никого да му се случи. Пред некој ден излезе видео со девојче кој што е од шеќер болна, како постапи мајката. Не дај Боже да ти се роди дете со болест. Не дај Боже. Значи затоа поише разбирање, повеќе љубов, емпатија, не знам. Многу се радувам од друга страна што луѓето се сега многу добри. Мислам многу добри, како може да бидат добри, меѓутоа се свесни, не паднаа во депресија. Ме радува што парите што се собраа за лекување се насочија за погреб, се насочија за систина. Многу од парите се потрошија токму за тоа и јас велам барем за тоа, знаеш, колку и сега да збориме, нели побитно е тоа што требало да остане жив, многу беа битни парите во тој момент. Човек замисли да ти почини се ни пари да немаш и долгови, и луѓето под хипотека куки ставале, све поминале за Кико. Морам да те прашам за ова, затоа што навистина беше неодамна и беше баш неколку дена пред твојата свадба. Мајде ќе се префрлиме на некои поведри теми. Со подкастот правиш сега пауза, во меѓувреме ќе се пофалиш дека имаш студија. Почна да работиш на тоа? Какви ти се плановите од септември? Планираш многу јако да удреш или да ми бидеш поголема конкуренција или не? Најголема. Не може, извини. Јас дај Боже да бидеме конкуренција повеќе да има. Конкуренција е здрава. Кога има повеќе емисии, еве ти вака, кога има повеќе емисии, има повеќе гостувања, има повеќе мобилти, има повеќе теми. Фала им на гледачите што не поддржуваат мене и Зоки мојот канал. Стварно многу ни тргна изминативе неколку месеци после Латас. Многу сме гледани, имаме многу поддршка, имаме поголема заработка, тоа секако значи дека треба да се инвестира повеќе пари, затоа сум веќе во ситуација во моментов се подготвува ново студио. Сакаме да направиме 2 сценографии, една за Лазаров подкаст, друга за Без лимит. Верувам дека од септември ќе се поместат повторно нови граници, гледам дека луѓето стварно сакаат да гледаат. Работиме модерно, тие рилсови што ги вадиме многу поминуваат. Не знам, верувам дека ќе биде многу добро. Претходно имаше ти твојата емисија Лазаров шоу, така, во која што ја истера неколку емисии и потоа кажа дека си незадоволен од односот на јавните личности. Апсолутно. Дури имаше една изјава, велиш имав проблем со договарање на гости, проблем со нивното его, проблем со прашањата, проблем со тоа зашто сакаат да зборуваат, а зашто не сакаат да зборуваат. Сметаш ли дека кај нас јавните личности, па еве и ние кога им правиме интервјуа се соочуваме сериозно со овој проблем. Колку ти си имал, слушај, нема да ме прашуваш за ова, нема да ме прашуваш за ова. Сум имал многу и се уште имам во секој случај, меѓутоа па сега помалку се промени работите. Така. Дали дека одиме во живо, дали дека сега се свесен дека доаѓаат во најгледаната емисија и тоа што ќе го... мојата најгледана. Продолжи. Бројките го кажуваат противно. Ајде, продолжи, ќе го тргнам на монтажа ова. Не го тргај. Не го тргам. И поедната ми беше предпоставам дека се свесни дека доаѓаат на место каде што тоа ќе го кажат, ќе ме чујат како што јас денеска доаѓам кај тебе и знам дека оваа емисија ќе биде гледана и затоа споделувам све. А во тој момент можеби моја беше кривицата, те незрело кажани работи затоа што претпоставам дека концептот не беше добар. Се уште детски концепт, незрел концепт, помалку време за зборење, повеќе место за други игри, а сега имаме 2 часи, имаме подкаст, имаме простор за гледачи, луѓето се олабавуваат, самите доаѓаат, веќе ми кажуваат, дај прашаме за ова, сакам да го кажам, верувам. Ти верувам. Види, незрело кажано од мене сега од оваа гледна точка затоа што случајно го извадив барајќи информации за тебе и ми дојде како интересна изјава што си ја... Бе види, работата е што бројките малце не прават. Еве, мене ме прават на моменти, се осеќаш како семокен затоа што бројките се на моменти нереални. И мислиш дека светот се врти околу тебе, меѓутоа како се оздравам, како ги сваќам работите, сваќаш дека за секој момент си има вистинско време. Затоа сега веќе се менуваат сосема работите, ја верувам дека од септември и многу повеќе ќе доаѓаат и посериозни гости, не дека овие не биле сериозни, повозрасни да кажеме, ајде.
така да и кога ќе доаѓаат ќе бидат спремни на се. Кога сме кај муабетот за подкастите, морам тука да го спомнам, не знам колку ти е конкуренција, колку не, ти ќе кажеш Бомбакис, имавте една ситуација во која што се раскаравте, ти ми ги превземаш гостите, ти ми ги превземаш. Знаеш како на Ивкова слава, немој да ме преузимаш гости, имаш една реплика. Во каков однос сте и дали уште сте на тој став дека затоа што навистина се погоди дека и кај едниот и кај другиот ви се поклопуваат гостите, што по мене сметам дека не е нешто драматично страшно, меѓутоа Прво живееме во држава во која што сите знаеме колку луѓе се. така. Јас со Тони Михајловски пред година дена си имам чуено дека треба ми гостува и поминале година дена и 2-3 недели пред да гостува кај мене му пишам на човекот да гостува и чески ми е задоволство, меѓутоа да знаеш ќе гостувам кај Бомбакис. Здрав жив викам да си оди кај Бомбакис, па после тоа дојде кај мене. И така беше идејата. И сега тој гостуваше кај него и он дава после интервју дека имало хиени што му ги крадат гостите, на кои што мене ми беше стварно многу смешно. Така. И затоа го викам боже саче, а јас и он на пример секогаш ако не е така слободно јавно нека каже, секогаш сум му пишувал, сме се советувале ако нешто му треба помош, затоа што искрено се сметам за многу поискусен од него таа работа и подобар и тоа се гледа и со бројки и со факти. И затоа, на пример, јас си викам зошто не себично да споделам нешто што некој друг претходно за мене споделил, да си помогнеме затоа што не бил никогаш водител. И сега доаѓа до таа ситуација. Знаеш како јас ќе кажам немам проблем, јас не му ги гледам подкастите. Сум пробал неколку, за мене не е квалитетен. Јас ова не го кажам како хејт, нека го свати како конструктивна критика, нека се подобри од септември. Ми пиша сега за свадбата да тргнеме на согласување, меѓутоа јас па највише мразам кога човек ми пишува да тргнеме на согласување во момент на емоција и на слабост. Напротив, јави се во момент кога никој не очекува. Слушам муабети од други страни дека брзо ќе сум пропаднел, што е стварно дегутантно и без везе, нема никаква потреба и многу пати сум зборал на оваа тема. Здрава конкуренција е едно, а лош хејт е друго, безвезен хејт. Зошто? Нема потреба. Ако нема подкаст или јас или друг, трет, четврт, супер е. Ако Ламбе отишол кај него кажал дека така и Ламбе мислам дека дрвото е црвено, а кај мене дошол ќе продолжи приказната, ништо страшно и неговиот подкаст ќе се гледа и мојот ќе се гледа. Тоа сега еве Тони дојде кај мене, има 100.000, кај него има 40.000, супер е кај него, супер е кај мене, тоа е тоа. Беспотребен хејт. Беспотребен. Не е хејт, глупост, незрелост, неискуство, појма нема. Добро, си размислувал ли, да речеме на моменти дека ете, сега живееш популарноста, меѓутоа све си има свој крај, што ќе се случи кога ќе се намалуваат бројките, кога веќе помалку ќе се гледа, кога помалку ќе се зборува за тебе, си размислувал ли како е да се носиш со популарноста, ама како е и кога ќе ти паѓа популарноста? Затоа веќе размислувам и влегувам во нов бизнис. Така. Од септември ни стига заедно со мојот партнер Тоше Зафиров, го носиме најголемиот светски бренд во бодибилдингот Мистер Олимпија. Имаме франшиза со гардероба во Македонија. Така, браво. Вработив нови луѓе, почнувам да работам со маркетинг агенција. Размислувам на тој момент, меѓутоа да не се живее нели само од ова. Апсолутно растеме, треба да созреваме и да напредуваме. Меѓутоа јас сметам дека дента кога ќе се случи тоа ќе биде само поради себе, не поради никој друг. Дали ќе ми здосади, дали едноставно нема да сакам да вложам во тоа што го правам. Единствено, еве сега ќе кажам, покоен Драган Вучич кога работи во еден ТВ, ме тргна на страна и ми вика мали, тоест ја го прашав, викам како е возможно 20 години да те гледаат. Мали слушај вака вика. Секоја година нов концепт. И стварно тоа го правиш. Секоја година ќе си смислуваш нешто ново. И тоа ми е девизата од самиот почеток. И затоа секоја година има нов концепт. Лазаров како канал, како бренд ќе постои, меѓутоа форматите ќе се менуваат. Кога првпат всушност, кој видео првпат го сними, како тргна твојата приказна за да станеш јутјубер? Јутјубер сакаш сега, така? Да, па сега да те вратам малку. Јутјубер, да, јас сакам да го правам, ако се сеќаш карпул караоке нели во кола правев. Ја работев во Алфа телевизија, на утринска водев и тогаш на Јани Бојаджи кој што е директор, мислам дека и ден денеска му давав концепт да правам карпул. Во фиока седеше тој лист со идеи и едноставно не дое момент да се договориме. Едноставно мојата амбиција 22 години имав, 21 така нешто. Не ми беше задоволство да работам во утринска. Млад човек сега да станеш во 4:30. 4 се бајле. Немаш амбиција во утринска, едноставно тоа е најпочетната фаза во телевизијата, така сметам јас. И решив што сака нека биде, си дадов отказ, денар немав, се сеќавам едно GoPro го земав, мајка ми помогна на Diners картичка со рати, као кредит, 15.000, го имав количето што си го имав, си го ставив камерчето у кола, едноставно решив да почнам. Ми го стоеше прва Лина Пеовска, веднаш имаше реакција, мислам, имаше 10.000 прегледи за еден ден, два, се редеа после еден по друг, имав среќа што нели претходно работев во ексклузив, па веќе имав познанства, сум оставил образке луѓе, ме поддржаа и буквално од првиот ден мене стварно ми тргна.
Добро ја спомна фудбалската кариера, за кој тим за кој тим тренираше фудбал, 10 години си играл, колку те погоди повредата, што се случи, колку тоа, па гајте рече, тоа ми е еден лош период во животот кој што едве го Да, па тој период што беше најлош во исто време од оваа гледна точка што ме научи најмногу, затоа што многу луѓе велат спортот може да го уништи здравието, но да го зајакне духот. Така. Јас почнав во Вардар како млад, како најмал на 7 годишна возраст. Чунга ми беше тренер, ако луѓето знаат кој е тој, Раптап, потоа во работнички, каде што и созрев, израснав. На 16 годишна возраст веќе сериозно заиграв и за репрезентација, бев и на клупа пред деби во првиот тим. Меѓутоа ми се случи повреда која што не беше од момент, не ме удри никој, туку од раст, што највише боли, преку ноќ. Знаеш, од ништо не тие, ми се подскршнала мал дел од коцката на коленото на 13 годишна возраст и со тек на време тоа растело и дошло на 16 годишна возраст како јаболко 3/4 гниено. И преку ноќ се сеќам тогаш во градска болница, јас ме боли коленото, ама дете кој дете не оди на преглед и му поминува, па пак ме боли, ми поминува и све е окей. Одам тогаш кај Настов, мислам дека беше доктор во градска болница и ми соопшти дека ми е сериозно лоша ваква, ако сакам да не останам инвалид до тој степен. Можеш да прекинеш со фудбалот. А ја до вчера сум играл. И не сакав да прифатам, потоа бев кај Боро Илиев во не е битно во која болница. И тој ми даде убав муабет, убав надеж ми даде. Те оперираме за 3 месеци се враќаш. Јас се оперирав. Имаше квалификации. После 6 месеци се надевав дека ќе настапам на тие. И многу беше болно во тие денови. Јас се оперирам, после 2 дена ми сава селектор и ми викате чекам на требаше со Турција да играме. Тогаш те чекам на Собир. Ја му викам селекторе, во болница сум опериран, Стефан, што збориш? И знаеш, травматични Добро, на едно моменти се 15 тие. годишно дете, претпоставам дека баш во тие години на пубертети не му било баш лесно да го... Види, треба, знаеш, да многу млади се соочуваат со овој момент и е сериозен момент, многу, од психички момент. Значи, јас бев во депресија 3 месеци, се сеќавам дома, сме јаделе, ми паѓала храна од уста, не сум можел да разговарам. Ти пропаѓа животот во тој момент во главата, немаш образование. Јас во 3-та година средно физкултурно почнав вонредно, затоа што не можев да одам на училиште, се посветив на фудбалот. И доаѓаш до ситуација, немаш образование, немаш фудбал, немаш ништо немаш. И тука е моментот каде што моите многу ми помогна. Гледав многу мотивациони филмови, читав многу статии, книги никош не сум читал, туку читав на интернет од луѓе, од такви некои документарци гледав многу. Почнав да одам во теретана, затоа велам теретаната е многу битна за здравието. Ми помогна многу да созревам како човек и затоа што сум го поминал тоа, знам како е да немаш пари, знам како е да немаш за леб, да немаш иднина, да немаш ништо, буквално немав ни Марта тогаш, буквално си оставен сам на светот и секогаш ќе одберам да го имам ова сега што го имам, ако треба ќе дадам 500%. И сега пак ја спомна Марта, пак ги спомна и родителите. Ќе те прашам како се сложуваат сната и све крвата. Најдобро на цел свет. Да? Значи, Да не го збориш ова пред камера. Не. Значи, мајка ми вика, имав сега ситуација сите уврските наш подраскинати пред 4 години. Ме седно ја дома си плачам, таков. Тешко ми е сега. Дете незрело, не знаеш што сакаш во животот. И ме седно. Абе, сине, шо е мајко? Која да раскинав со Марта? Добра, Стварно многу ја сакаат, мислам, многу сме си погодени и незините родители. Како една фамилија сме и дедо и баба и чичко и сите ме сакаат многу. Такви фамилии сакам, кај Многу сите се топла фамилија, си ги практикуваат оние неделни ручеци, одење во село и они си ги практикуваат тие традиционални обичаи. И мојата фамилија е таква, не знам. Види, јас сум среќен човек. Баш ми е драго и се гледа по тебе во очите ти се гледа дека си среќен човек. Дај Боже да потрае само. Пред да се решиш за брак со Марта, колку години бевте во љубов? 7. 7 години, сега на 12 септември ќе бидат 7. Ајде да ти се множат 7-та, знаеш дека е... Не, викаа до 6-та. Викаа до 6-та. Ако до 6-та раскинеш, после 6-та зима ја на 6-та и пол ја зема. Таман си завршил работа. Така, да. Значи 7 години рече бевте во врска. Како таа сега се носи со твојата популарност? Затоа што претпоставувам дека кога сте тргнале не беше популарна. Затоа и тука до мене, јас многу ја сакам и многу ја почитувам и секогаш ќе ја сакам милиони да направам во животот. Таа ќе биде за мене секогаш тука и ќе биде истата девојка кога што ја запознав, затоа што во очите ја гледам дека јас сум истиот Стефан кој што ме запозна. Се носи веќе одамна со популарноста, мислам и со сите
коментари, со муабети градски и тоа дека изневерувам и не знам што, колку прикази сме слушале, како е изневерувам ја дента сум со нејзе, нормално е све. Не е лесно за една жена да го трпи тоа, нели да се сум докажал и покажал дека може да ми верува и да не е таа, никогаш не би можел да бидам вака успешен и да ми оди во животот, затоа што во многу ситуации има разбирање, во многу ситуации знаела и да голтне кнедла заради тоа што Стефан морал да биде недостапен цел ден заради тоа што е со луѓе работи. И затоа велам за едно здраво, убаво семејство, поддршката помеѓу маж и жена мора да постои. Затоа и сега кога нејзи треба нешто, секогаш сум тука за нејзи и помагам. Почнавте да живеете заедно или пошто рече уште одвоени сте? Не, јас купив стан пред година дена, тоа е во Градба. И сега јас живеам со моите се уште таа со незините и некако не ни е прикладно да живееме со моите сите заедно. Од друга страна се уште не ми се даваат пари за кирии. Во момент сме каде што одлучувам искрено. Многу ми убаво со моите и не со незините си ги сакаме родителите, знаеш, ја викам па цел живот ќе сме сами и ќе живееме заедно. Ете, ако останат, пошто си знаат наши инвеститори да си скаснат со месеците за давање на клучна рака, ако многу ми каснат, ќе си земеме стан под кирија, ќе си почнеме сами. Аме зашто убаво вака како дечки и девојка уште да се бидете, па поголема е возбудата? Или млад пар си сака човек, малце сам да преживее, да му се слеви. Значи ќе дојдат после деца, ќе шетаат, па треба ли да види човек малце. Ги спомна преска родителите, колку биле твоите родители строги, од какво семејство потекнуваш, колку си близок со твоите родители? Имаш ли брат, сестра, еве тоа не знам. Сестра Марија Лазарова, која што е моментално втора година за актер во Тетово, на драмски, како се вика, па немам се и тој факултет, е многу одлична актерка и талентирана, во исто време и професионален шминкер, мојата мајка има салон за бавина. Ние сме многу блиски, мене ме растеле со многу внимание, со многу разбирање, сме разговарале на сите теми. Никогаш не сум мудрен, никогаш не сум тепан, никогаш не сум осетил такво нешто од моите родители. Почитуваат, како што кажав, неколку пати традиционални вредности. Мајка ми е растена во директорска фамилија, израсната со многу манири. Татко ми исто така е човек кој што знае што е семејство и многу фамилиарен и семејството му е на прво место. И од нив сум научил дека и кога ќе треба да ги воспитувам своите деца, никогаш нема да им наметнувам нешто, ќе ги оставам да имаат свој пат, тоа моите за мене го направиле. И не знам, тие се најдобрите луѓе што ги познавам, тие се заслужни за тоа што сум денеска ваков човек. За жал, немале многу среќа во животот, биле многу сами, немале поддршка од голема од родителите. Имаат и од финансиски план многу изгубено, јас сум дете кое што видело како е да се нема. Еве ќе кажам една приватна работа, ние имаме изгубено и стан пред неколку години, се сеќавам мајка ми како, знаеш, плачела, сме се гушкале и меѓутоа во тие моменти сме биле заедно, сме поминале сито и решето заедно четворицата и затоа ден денеска ми е најголем мотив да им вратам најмногу што можам и да им го направам животот полесен и ќе им го направам и многу ни е подобро затоа што сега сме повозрасти со сестра ми и ќе не знам, заедно ќе бидеме, ќе излеземе како големи победници, верувам на крај. Ти благодарам што ми беше гостин во студиото и ти благодарам за убав разговор. Многу ти фала и тебе и мислам дека до сега и најискрено интервју во мојот живот и се надам дека гледачите тоа ќе го приметат и ќе го ценат и ќе го гледаат секако видео. Ти благодарам уште еднаш. Фала ти.